Внесување на течности и избегнување на млеко се препорачува за лицата кои се нашле во трагедијата во Окочани. Горан Андонов, специјалистот по медицина на трудот, вели дека во ситуација кога лицата имаат контакт со јаглерод моноксид, користењето на млеко може да предизвика отежнување на ситуацијата, па затоа се препорачува само вода. Доколку се јават нарушувања и било какви здравствени проблеми, тој препорачува веднаш да се побара помош кај своите матични лекари или во најблиските болнички установи. Препораките за лицата кои што дошле во контакт со јаглерод моноксид е да примаат повеќе течности, да избегнуваат користење на млеко, бидејќи видите вака, млекото делува на гастроинтестиналниот систем, тука во овој случај станува збор за надразнување на респираторниот систем. Така што мојата препорака е консумирање на течности и доколку се јават некои нарушувања на било какви здравствени проблеми, да побараат веднаш помош кај своите матични лекари или во најблиската болничка установа. При ситуација на пожари, Андонов рече дека е најважно да се извадат лицата на чист воздух и да им се даде поголема концентрација на кислород. Доколку има лица во безсвесна состојба, тој вели дека треба да се даде вештачко дишење и да се транспортираат во најблиската болничка установа. Која е терапијата? Во вакви случаи најважно е да се излечат пациентите од таа средина на чист воздух, да и се даде колку што е можно поголема концентрација на чист кислород, бидејќи полуживотот на јаглерод моноксид е негде 2,5 до 6 часа. Меѓутоа, кога се даде 100% кислород, тогаш полуживотот се намалува 60 до 90 минути. А додека кога се даде 100% компримиран хипербаричен кислород од 2,5 атмосфери, тогаш и тој полуживот се намалува на 15 до 20 минути. Кај лицата кои што се во безсвесна состојба, секој треба да се даде вештачко дишење, да се продолжи со таа оксигенотерапија и да се транспортираат во најблиската болничка установа, за да се продолжи понатаму со тие супортивни мерки. Инаку пластиката, хартијата и дрвото се дел од материјали кои по појавата на пожарот создаваат различно штетни хемиски гасови, рече Андонов, додавајќи дека истите се вразуваат за хемоглобинот и започнуваат да го нарушуваат процесот на дишење.